though we don't speak the same language, we somehow understand each other, and they were very nice. I dance ballroom. I often dance 3 to 4 times a week. За да добиеш шанса да организираш светско првенство или европско првенство, треба да ги исполнуваш сите најважни услови, а тоа се да има искуство во работата, да сме докажани во организација од претходни надпревари и едно од најважните е градот во кој се организира да има доволно големи хотелски капацитети, да биде нормално пристапна цена, да има доволно летови од цел свет да се стигне овде, а ние тоа го исполнуваме. Имаме повеќе категоризации, повеќе дисциплини во соло, во дуо, група и формација. Група е од 3 до 7 учесници заедно, формација од 8 до 24. Тоа е едниот шампионат. Втор шампионат имаме парови во карипски танци, тоа се салса, бачата и меренге. Потоа имаме латино шоу и карибијан шоу. Карибијан шоу е сега што ги напоменав салса, бачата и меренге, но во самата кореографија учесниците на преварвачите прават една приказна, раскажуваат некоја приказна, а во латино шоу е оние латиноамерички танци, самба, румба, ча-ча-ча, пасо, добро, джајв, исто во шоу варијанта. Третиот шампионат е синхроденс. Синхроденс е поотворена форма што може различни видови на стилови да се поведат, со тоа што најголемиот дел се латино танците. Имаме 4 категории на оценување, односно оценувањето се дели на техника, композиција, имидж, шоу и сите тие си имаат над 27 подкатегоризации. Ние како Македонија учествуваме од првото светско првенство на кој имаме поидено е 2017 година во Атина и конкретно Итебит на моето танцово студио доби златен медал во една од категориите, станавме светски шампиони, потоа во 2018 во Италија на светското првенство имавме трето место и во 2019 се одржа во Босна и Херцеговина во Сараево, исто и станавме светски шампиони и тоа е еден од големите успеси кои се случиле на танцовата сцена кај нас.